На самиот фестивал ќе учествуваат Елин Пелин, односно Раде Радев од Софија, Република Бугарија. Потоа од Србија имаме два ансамбла, и тоа ансамблот од Београд, општина Чукарица, ансамблот Димитрije Туцовиќ, еден од по коло во Белград, од најрепрезентативни ансамбли на Република Србија. Од Србија уште едно културно-уметничко друштво од Лебане Лесковец, кое имаме повеќегодишна соработка. Потоа од Република Босна и Херцеговина ќе настапи културно-уметничкото друштво Живиница од Живиници. И се разбира, од Македонија ќе настапат 6 ансамбли, и тоа ансамблот Битола од Битола, Етнос, фолклорно студио Етнос од Скопје, културно-уметничко друштво Кочо Рацин исто така од Скопје, од Крива Паланка Кут Карпош, потоа од нашата општина ќе настапи и Кут Барем Шабани, и на крајот се разбира домаќинот културно-уметничко друштво Панче Пешев. На крај на фестивалот, последната вечер, имаме можност и чест да проследиме едночасовна програма на нашиот најрепрезентативен ансамбл, национален ансамбл Танец од Скопје, кој ќе изведе своја програма некаде околу трајње 1 час. Самиот фестивал, како што рековме, ќе се одржи 3 дена, беше планирано да биде 4 дена, меѓутоа ќе се одржи 3 дена, и тоа на 16, 17 и 18 јули 2019 година, на свечено уредената и професионално направена бина, со сите узанци кои се потребни за еден ваков меѓународен светски фестивал. Потоа, првиот ден ќе настапат, ќе биде од свечено отварање, а пред свечено отварање ќе биде низ улиците на Куманово, ќе се организира дефиле од Центарот за култура по онаа маршрута предвидена како и досега до плоштад на Куманово. Отварањето ќе го испланираме да биде на најсоодветен начин. Самиот фестивал, како што реков, поддржан од градоначалникот и Советот и Министерството за култура на Република Северна Македонија, а фестивалот ќе го отвори градоначалникот Максим Димитриевски. Потоа следи настап на сите учесници, 3 културно-уметнички друштва од Македонија и 5 ансамбли гости од другите држави. Мора да кажам пред малку, не изумив, него сакам да го потенцирам и ансамблот кој не е од Европа, меѓутоа од Јужна Америка, за изненадување на овој фестивал е ансамблот од Колумбија. Ансамбл кој Мангаларес од еден од најголемиот втор град во Сантијаго де Кали презентира многу на своја култура и традиција низ Европа, и оваа година ќе имаме чест да го проследиме и учеството на овој голем ансамбл од Колумбија. Втората вечер, тоест на 17 ќе настапат уште 3 културно-уметнички друштва од Македонија со програма до 10 минути, и ќе се даде можност на ансамблите кои се надвор од Македонија по-ексклузивно ќе им се даде простор, поголем простор, до 20 минути, да дадат и прикажат на граѓаните и љубители на фолклорот
поголем дел од својата програма. Третиот ден учество на сите надворешни учесници од Македонија. Се разбира дека и домакинот Кут Панче Пешо ќе насаби до 10 минути и, како што реков, едночасовна програма, фестивалот ќе биде затворен со учество и со давање на програма на нашиот национален ансамбл Танец од Скопје, со едночасовна програма што верувам дека публиката и љубителите на фолклорот ќе ги задоволат вкусовите и сметам дека навистина ќе има голем број на наши љубители кои навистина ќе дојдат и да ги просетат овие 3 дена на фестивалот. Да кажем и тоа дека вториот ден, во вторник, во 11 часот, е закажана прием на сите учесници кај градоначалникот на општината Куманово, Максим Димитриевски, кој ќе ги поздрави и ќе им заблагодари на нивното учество и ќе даде една кратка слика за Куманово, за Македонија и се разбира нешто и врска со овој фестивал кој со нетрпение го очекувавме да го организираме како прв фестивал. По самиот прием, сите делегации кои ќе бидат присутни со по 2 члена облечени во носии, планирано е да засадиме дрво на првиот меѓународен фолклорен фестивал во Куманово, на плоштадот во Куманово. Се надевам дека публиката ќе дојде во масовен број, ќе биде задоволна, меѓутоа мора да кажам дека и да изразам на голема благодарност на сите оние помагатели, спонзори кои помогнаа на успешна организација на овој фестивал, да им изразиме на благодарност еве уште во старт на ова наша конференција, бидејќи навистина без нив многу тешко ќе се организира, бидејќи, како што знаете, финансиите и од Републиката, и од општината која е во прашање култура, секојаш се малку. Веруваме со оваа организација на овој фестивал, ќе докажеме дека Куманово заслужува да има еден оваков фестивал меѓународен, каде што ќе имаме можност да донесеме нешто од надвор, да презентираме на овие наши граѓани од Куманово и Република Македонија, да видат нешто во живо. Најверојатно сега во Јужна Америка, најверојатно после ќе одиме сигурно од Африка, од други континенти, од сите континенти на другите фестивали. Уште еднаш благодарност и ги поканувам граѓаните на општина Куманово, се разбери и пошироко од Република Македонија, да дојдат тие 3 дена, навистина ќе биде една навистина богата фолклорна фешта во Куманово и еве јас како председател на одборот за организација се надевам дека успешно ќе го направиме овој фестивал. Се разбира доколку времето не ни направи некој проблем, меѓутоа да информираме и тоа дека доколку времето ќе биде нешто да биде врнежливо или да нема можност до сала, имаме алтернатива за организација на фестивалот и тоа ќе биде во Домот на култура Трајко Прокопиев. Ако има прашања, да кажам уште нешто, може, ако нема. Имате ли конкретна бројка колку вкупно учесници ќе бидат присутни тие 3 дена? Па овие 12 ансамбли некаде околу 200 до 250 негде со танец, околу 250 учесника ќе бидат. Ние направивме посебен каталог, он е во припрема. Во тој каталог, значи, пред се сакам да остане. Се она друго што ќе помине меѓутоа каталогот, што ќе биде, ќе остане како сведок на првиот фестивал. И мора да спомнам уште една работа, дека овој фестивал со посебна група се договоривме, го снимаме со 4 HD камери и дрон на најпрофесионален начин и по завршување на фестивалот планираме, значи, да издадеме CD на овој фестивал, кој ќе биде почеток на нешто убаво, на нешто што секоја година граѓаните на Куманово и Република Македонија ќе сака да го видат. Верувам дека и фестивалот ова година трае 3 дена, можеби наредна ќе биде 4, можеби 5.
и во најкраток можен рок за 2 до 3 години планираме да овој фестивал прерасне во ЦИОВ фестивал во светска организација на културно-уметнички друштва и фолклорни ансамбли и фестивали на ниво на светска организација. Тоа најверојатно за 2-3 години ќе видиме, али тоа зависи како ќе го направиме, како ќе го организираме, како ќе имаме помош и од локалната самоуправа, и од државата, и од спонзорите. Верувам дека има интерес и мислам дека градот заслужува посебно за овие 500 години, од 501 година да почнеме нешто што ќе вреди, што ќе биде имидж, што ќе биде нешто бренд на овој град како фестивал и се она што следи за презентација на културата, фолклорот и традицијата на Македонија, Северна Македонија и на сите други учесници кои ќе бидат наши гости.